Деконцентриран е Центарот за комуникации кој што ги пишува овие реплики. Ако заради опозицијата е извештајот полош отколку што се очекувало, значи дека требало да биде лош, ама не волку. Ама од друга страна, ако работите зависат од опозицијата кој што има 31 пратеник, ја не можам да разберам зашто немаме добар извештај по заслуга на владата која што има 62 пратеници и сета власт во оваа држава. Тука некаде ја гледам таа деконцентрација. Но, господа, граѓани на Република Македонија, наместо господјата да признае дека и господинот Никола Груевски и господинот Фатимир Бесими донесаа акционен план и превземаа обврска да спроведат итни реформи, пакет реформи, за да стигнеме до некаква препорака, сепак тоа не се случува и наместо тоа добиваме шоу на господинот Груевски и господинот Бесими, кои што го рекламираат акциониот план, а практично до денеска ништо од тој план не е спроведено. Ниту имаме анкетна комисија како што треба, ниту материјалите се кај Катица Јаневска на бирото. Од извештајот на Прибе се поминати 6 месеци, а од реализацијата нема ништо. Господја Карапетрова, Светлана има реплика. Полите. Благодарам, почитуван председател, почитувана колешке. Препорака има, но треба да се запрашате зошто е таа ваква и зошто е ваков извештајот. Сите да се запрашате вие од таа страна. Велите Македонија била во длабока криза. Криза која вие креиравте кога дошеќе ја собствената држава на странците и сметајќи дека не можете однатре со народот да се здружите, па ви требаат странци за да секој момент го користите надвор и се што можете да превземете да го уништите од државава. Се што чинеше, секој проект, секоја добра мерка до граѓаните вас ви пречеше затоа што Македонија има напредок по тој дел. Но не можете да се помирите со состојбата дека не можете да дојдете на власт. Пустата желба за власт ве убива и ви дава омраза во очите, затоа што секој пратеник треба да настапи позитивно за да можеме оваа држава напред да ја водиме. Ама да успеете со дела и со проекти да се здружите со граѓаните да ве поддржат во таа ваша политика. Добивте неколку министерства, ги узурпиравте, бидејќи не сте способни да добиете ништо со волјата од граѓаните. Таму пикнати во фотелите на министерствата креирате однатре кризи кои што нема да ви дозволи народот да ги спроведете. Велите се затварат неистомисленици, меѓу кои го споменавте и Аеден. Добро што спомнавте за Аеден и смоки бизнисот на господинот Рамковски. За да ви биде појасно околу ова, ќе се обратите до вашиот колега еден ред позади вас, каде одговорница тврдеше дека како инспектор влегол во фирма каде заплену фалсификувани фактури и дупло книговодство и ги изнесол од фирмата во црни вреќи и да видиме што направил. Јас го почитувам колегата бидејќи имал добри намери да го стави ова, да стави крај на сивата економија, но дали му дозволи врхушката на СДСМ и да се процесира случајот. Така владееше СДСМ. И оние малку честни што имам посебна почит спрема колегата и неговата работа, не им дозволивте да го стават на крај и да ги уништите оние фирми малку што беа и ги оставите без работа, па пуштивте сивата економија да владее во државата и да ја уништите државата. А околу медиумите, да споменам само, викате медиумска криза. Не е точно, колешки. Вие предлагате медиумски потоп на кој ви се спротивстава дури председателот на ЗНМ, господинот Насер Селмани, не верувајќи од моја страна, бидејќи често пати ве поддржуваше во вашите ставови, но човекот веројатно виде и свесен е дека тотално сте забегале. Не сте свесни каква штета правите за државата и за граѓаните на државата. Вие излеговте од контрола, волни за власт, за да можете некако да се приграбите до малку тоа што ви остана достоинство, оставете граѓаните да го оценат позитивно до вас. И верите граѓаните, тие граѓани ви даваат 5% поддршка и никогаш нема да добиете доколку со ваква омраза и ваква негативна кампања водите спрема граѓаните. Господја Куновска, Софија има контрреплика. Полет. Господјо, вие сте истата таа што го споменувате Насер Селмани со она која што седеше овде и се смееше додека полицијата го изфрлуваше од ложата. Тоа сте вие истата. Господјо, вие ми зборувате за 5% поддршка.
Па знаете колку има поддршка Ким Јунг Ун во Северна Кореја? 100%. Знаете колку имаше поддршка Слободан Милошевиќ во Србија? Од прилика колку вас. Ама знаете исто така и како заврши Слободан Милошевиќ. Инаку, јас не знам дали е кодошење ако ги извадите криминалите што ги прави власта на јавност. Господјо, во извештајот ќе ви цитирам дел кој што се однесува на изборите. Недостатоците во врска со изборите, искажани од ОПСЕ, беа рефлектирани во содржините на следените комуникации. Вклучува дискусии со манипулација за избирачкиот список, купување на гласови, заплашување на гласачи, вклучително закани кон државни службеници и компании како и спречување на гласачи да го дадат својот глас. Извештајот од Европската комисија за напредокот на Македонија. Господја Талевска Сонја има реплика. Повелете. Благодарам, почитувам председателе, почитуван вице-премиер, колеги пратеници. Јас не напишав говор, немам напишано, овие се прибелешки од говорот на господјата пратеник која што го имаше пред сите нас овде. Успеав нешто да запишам кое што може би ќе го цитирам, но би сакала да го парафразирам за да не бидам обвинета дека сум кажала нешто што не било кажано, ама мислам дека господјата пратеник го имаше напишано говорот, ќе ме коригира ако грешам. Европската комисија ги потврдува сите криминали на ова власт. Тогаш зошто нас не е потребен специјален јавен обвинител? Прашувам, штом веќе се потврдени криминалиите на оваа власт, зошто беше потребно вашето влегување во власта? Прашувам. Ако се навистина колабирани институциите, кој ќе ги процесуира предметите од специјалното јавно обвинителство? Па вие и така се во странство процесуирате и од странство тука процесуират, така нема да имате проблем. Слушнав, Македонија воопшто не била разгледувана за овој европски извештај, така кажавте, доправа ќе била разгледувана доколку имала демократски и фер избори. И затоа сме добиле таков извештај. Зборувавте 10 минути за воведниот дел на извештајот на Европската комисија, не слушнав ни еден збор, барем од областа на културата, од каде што доаѓате, или од било која друга област, 2 реченици. Ако сметате дека јавноста ве разбра со вашиот почеток, легија на недостижното или неповратно загубеното за Република Македонија. Јас сум сигурна дека 90% од луѓето не ве разбра што сакавте да им кажете, бидејќи вашиот говор изобилуваше со саркастична политика која што сакате да им ја представите на македонските граѓани. Почитувана колешке, на ниеден друг од надвор не им е поважна Република Македонија од на граѓаните во Република Македонија. Бидете сигурни, нити посредниците кои што доаѓаат, нити било кои други што ја анализираат состојбата во Република Македонија, не им е поважна иднината на Република Македонија од на самите граѓани. Она што мене навистина ме загрижи, што го кажавте, задачите кон оние што сакаат да и помогнат на Република Македонија, вие ги исполнивте. Значи имавте задачи дадено од тие што сакале да и помогнат на Република Македонија. Политичките кризи кои што ги продуциравте и 2001 и 2015 година, за жал, имаат трагичен крај. И ниеден посредник од надвор нема да ја ублажи болката на семејствата чии синови паднаа како жртви во одбраната на слободата и суверенитетот на Република Македонија. Очекував барем малку со респект да зборувате за Република Македонија, не за владата. Има милион позитивни работи кои што се направени, но за жал вас не ви значат бидејќи се во Република Македонија. Благодарам. Госпоја Куновска Софија има контрреплика. Повелете. Господјо, не реков легија, туку елегија. Елегија е литературна форма која што зборува на нешто што е неповратно загубено или недостижно. Отворете речник, ќе погледате. Дека луѓето не разбираат. Бидете сигурни дека разбираат. Вие можеби не разбирате, но луѓето разбираат одлично на кој начин владеете, колку провизии земате, каков криминал правите, какви се вашите порачки во судството и така натаму. Зошто е формирано специјалното јавно обвинителство? Заради тоа што постојниот јавен обвинител Марко
Марко Зврлевски не сакаше да постапи по сознанијата кои што ги доби. Затоа, за да се оформат предметите и да влезат во судскиот систем, затоа е оформено, господјо, специјалното јавно обвинителство. Но вие треба да одговорите зашто ја превземавте обврската со јунско-јулскиот договор за специјалното јавно обвинителство, а до ден денес наоѓате начин како да ги блокирате, да ја блокирате нејзината работа.